Во населеното место Самоков ќе се одржат 2 настани, а тоа се трет поред Самоков Екстрим и велосипедската трка Велочен из Порече. Овие настани се одлична можност да се види недопрената природа на општина Македонски Брод, која изобилува со многу бројни шуми, извори, пештери, билки и многу други ретки можности кои може да се видат само во нашата општина. Овие настани се одлична можност за развој на руралниот туризам, алтернативниот туризам и за заживување на поречието како привлечна дестинација за многобројни туристи кои ја сакаат природата и кои сакаат да уживаат во овие убавини. На први ќе се одржи ревијалниот дел на манифестацијата, односно настанот, фестивалот на отворено, Самоков Екстрим, каде што ги покануваме сите граѓани во земјава, а и надвор од неа, навремено да се обезбедат сместување во некои од нашите сместувачки капацитети. Тука, во населеното место Самоков, ќе има можност и за кампување да си понесат со себе само позитивна енергија, шатор и бесплатно може да се сместат на стадионот кој се наоѓа во Самоков и може таму да престојуваат. Ќе има покрај спортскиот дел, ќе има и базар, каде што ќе може да се видат и вкусат традиционалните локални производи. Денес тука сакам официјално да се заблагодарам на општина Македонски Брод и градоначалникот Жарко Ристевски за довербата што ни ја даваат нас на Сдруженијето и нашите капацитети годинава и во изминатите 2 години. Да се заблагодарам на Сдруженијето за мотокрос Хард Ендуро од Прилеп, Сдруженијето Офроуд од Прилеп за теренски возила, Сдруженијето Пелагона прва, која ќе биде задолжена за планинарската тура, и Сдруженијето Велоче, со кое имаме и досега одлична соработка на локално ниво, а како ексклузива можеме да ја најавиме идната соработка на државно ниво, бидејќи пред само една недела сите здруженија од нашата држава на број околу 25 формиравме една асоциација на аматерски спортски клубови и здруженија. До овој момент има многу голема заинтересираност за учество на фестивалот Самоков Екстрим од многу здруженија од повеќе градови на Република Македонија. И сите оние што сакаат да се запознаат за деталите на фестивалот и на турите кои што се дел од овој фестивал, можат да го посетат фанпејџот Outdoor Festival Самоков Екстрим, каде што ги има сите детали и одговор на сите прашања што следуваат понатаму. Ние како Велочен из Порече и како Велоче здружение од Прилеп годинава одржуваме 6-ти пат оваа велосипедска тура, 3-та година веќе во склоп на Самоков Екстрим викендов, што е помогната од општината Македонски Брод. Годинава ќе бидеме на сосем нова локација и така се вика и годинашна матура на другата страна на поречието. Одиме од извор манастирот ќе биде стартот, црквата Преспата Богородица, Томино село Сушица, Инче, Могилец и пак назад. Должина е 30 нешто километри. Во склоп на ова годинашна матура ќе има и уште една помала тура лајт за помалку спремните. Ќе бидеме сместени во извор манастирец ресторанот, оттаму се почнува. Имаме место за камп со шатли до смесувачки капацитети. Дојдете на 1-2 јуни да се помините убави да откриете другата страна на поречието. До сега не е та возена. Оваа година по трет пат имаме можност да ги откриеме убавините на Самоков и на поречието. Како наша дестинација ја одбравме планината Добра вода, како ретко посетувана планина, но која што плени со недопрена природна убавина и зеленило. За сите љубители на планинарењето создадовме една патека кружна од 15 километри. Патеката почнува и завршува во Самоков.
Патеката би ја категоризирала како средно тешка тура, која што е прилагодена за сите возрастни групи, односно за сите генерации, но не би ја препорачала за почетници, односно за оние кои што немаат никаква физичка активност. Што се однесува до опремата, значи потребно е стандардна планинарска опрема за овој период од годината, не треба нешто посебно, специфично, но она што би сакала да го нагласам е дека за сите оние планинари кои што доаѓаат од Прилеп, како и претходната година, така и оваа година имаме обезбедено превоз од Прилеп до Самоков и назад. Создадовме патека во должина од 65 км, која ќе тргнува од Самоков до манастирот Свети Никола. Патеката е лесна, авантуристичка, очекуваме голем број на посетители, така да многу е важно да се задржи редот и дисциплината на возењето. Како што кажав, тргнување од Самоков до манастирот Свети Никола, каде што е предвиден ручек за сите учесници на настанот. После тоа се тргнува од манастирот Свети Никола до село Битуше и од село Битуше до Самоков, со што ја завршуваме целата тура во должина од 65 км. Патеката е лесна, авантуристичка, можат сите да учествуваат со технички исправни возила, што е многу важно, и со опрема што е предвидена за теренско возење. Годинава имавме чест и привилегија да бидеме повикани од организаторите на Самоков Екстрим и да помогнеме колку што можеме како клуб да се маркира една добра патека во должина од 65 км, која годинава ќе се вози низ поречието. Пред се апелирам и сакам да нагласам дека оваа патека е чисто од авантуристички карактер, што значи дека нема да има вклучено трки и такви работи, така да апелирам до сите учесници, кои би требало да бидат негде околу 50 на број, да се придржуваат до правилата на организаторот со цел да се избегнат било какви несакани последици и да се наруши интегритетот на настанот. Што се однесува во техничкиот дел, за учество на турата потребни се во најавата на самиот настан е потенцирано дека потребни се возилата да бидат со 4x4 погон, односно погон на сите 4 тркала. Пожелно е да се има и дополнителна опрема во возилата со цел доколку има некој дефект или било што да може да се реагира и повторно да не се наруши текот на целата трка. Тргнувањето е од Самоков. Крајната точка е манастирот Свети Никола,